за вечерва, знаете дека навлеговме во параболата за сејачот и семето. Ми извините, јас нешто ќе поклопам оваа вечер, затоа што не можеме да не истакнам некои работи, повторно да ги нагласам, затоа што се многу важни. Не знам дали е потребно од Библијата, ја ќе ги спомнам стиховите, дали е потребно од Библијата да утврдиме кој е сејачот, што е семето и што е почвата. Еве, ајде на брзина. Матеј 13:37 вели сејачот на доброто семе е синот човечки. Или, во превод, самиот Исус, што ја кажува параболата. Марко 4:14 вели сејачот сее слово. Или Лука 8:11, а оваа парабола значи семето е Божјото слово. Лука 8:11. Претходно беше Марко 4:14. Значи, паралелно ја има параболата во сите синоптички евангелија. Значи, и Матеј, и Марко, и Лука ја спомнуваат оваа парабола. А почвата што е, се гледа баш од Матеј 13 глава, кај што ни е параболата, вели посејаното во неговото срце. Вели таму во стикот. Значи, кога некој го слуша словото за царството, а не го разбира, тогаш доаѓа лукавиот и го граба тоа што е посејано во неговото срце. Значи, нашите срца, односно нашиот ум, тоа е почвата. И сега интересно е што Елен Вајд во Христови параболи вели истиот закон што управува со сеењето на земното семе, управува и со сеењето на семето на вистината. Истиот закон. Видите како Господ Исус се послужил и тоа, пазите, во моментот, 13 глава Матеј, ако читате, ќе видите дека малку е оддалечено од брегот, во еден чамет се наоѓа и мноштво на луѓе го слушаат, а таму вика на падините имало баш сејачи кои што сееле. Буквално, значи, во моментот тој ги гледа и им ја пренесува параболата. Често пати се служил со тоа. Значи, во сегашно време го гледа сејачот и ја кажува параболата. И сега ќе видиме што сака да каже преку ова подолу. Значи, истите закони, истиот закон што управува со сеењето на земното семе, управува и со сеењето на семето на вистината. Денеска се читаше исто од 5 минути за силата на Божјето Слово и резултатот кој е на едно длабоко темелно библиско проучување, дека тоа ни дава, како вели овде текстот, урамнотежен ум, затоа што физичките, менталните и моралните сили хармонично се развиваат. Интересна е моќта на Словото, како што кажавме, како никое друго слово, и неспоредливо е, пак ќе спомнам некои цитати, неспоредливо е било какво човечко слово со Божјето. И ве читам повторно од Христови параболи, вели Божјата реч е тоа семе. Елен Вајд кажува, она што претходно го утврдивме од Библијата. Секое семе содржи во себе начело сила на ртење. Чи физички семето, како семе, содржи сила на ртење, во него е скриен животот на билката и во Божјата реч исто така се наоѓа живот. Се сегавате, минатиот пат го спомнав овој цитат, и се цитира Јован 6:63, зборовите што ги реков се дух и живот. Или Јован 5:24, кој ја слуша мојата реч и верува во оној што ме прати, има вечен живот. И сега, овој дел не го кажав, меѓутоа е исто многу важен. Значи, според ова претходно што кажавме, кај истиот закон управува и со физичкото, но и со семето на вистината или духовното семе, со словото, вели во секоја заповед и во секое ветување на Божјата реч, лежи вистински живот од Бога, сила со која може да се изврши заповедта и да се исполни ветувањето. Во самата заповед, Словото Божие, изговорено од Бога, лежи и силата да се одржи самата таа заповед. Нормално ако го примиме тоа Слово. Оној кој со вера ја прима речта,
го прима вистинскиот живот и Божиот карактер. И сега не можам да не се сетам повторно нови благородник со синот негов кој што бил пред умирање и како се менува се кај него во еден миг кој ќе ослушне словото од Исуса. Овој му вели: оди си, твојот син е жив. И тоа е тоа ветување на кое што тој се фаќа и како што вели овде цитатот, во самото ветување, во самата заповед, во самото слово, всушност се крие живот или да. И буквално како да му се враќа и животот на човекот, знаете како потоа расположен, полека заминал, дури утре сабајле стигнал, нормално верувајќи и знаејќи дека син му е жив, односно дека оздравел и само потоа му потврдуваат дека се случило токму во оној час во кој што Исус ги изговорил зборовите. Тоа е силата на Божјата реч. Како што при создавањето. Бог рече нека биде светлина и во истиот миг би светлина. Учителите во Израел, и ова го спомнав, не го сееле семето на Божјата реч. За жал, видите во која состојба се нашел Израел, односно Божјата црква тогаш. Не го сееле семето на Божјата реч. Тие се занимавале со традиции, со човечки теории и шпекулации, со кои често ја заменувале речта. Наместо напишаното во речта, тие го истакнувале она што го кажале и што го напишале луѓето за речта. Нивното учење немало сила да ја оживее душата. Зошто? Затоа што само во словото е живот. Да, на Библијата е одземена силата и последиците се очигледни, се губи моќта на духовниот живот. Филозофските теории, книжевните дела, колку и да се блескотни, не можат да го задоволат срцето. Не знам, веројатно, сега ние тоа треба да го знаеме и да сме го искусили откако сме дошли до Библијата. Еве, јас ќе се сетам на таа 91 година, која прв пат го отворив новиот завет во фиоката дома, кој што претходно не сакав воопшто ни да го отварам, мислејќи дека тоа е книга од која што чатат поповите, така си мислев. И ме освои веднаш на прво читање, така да кажем. И навистина е посебно, Божјето Слово е посебно и треба да уживаме во неговото проучување и читање. Тврдењата и пронајдоците на луѓето немаат никаква трајна вредност, на народот нека му проговори, вели Божјата реч. Оние што слушале само преданија, човечки теории и мудроштини, нека го чујат гласот на оној чие што реч може да ја обнови душата за вечен живот. Моќта на Словото. Кога Божјата реч ќе се потисне, се отфрла и незината сила да ги задржи под контрола ниските похоти на непрепороденото срце. Луѓето сеат во своето тело и од телото жнеат расипато. Значи, самото слово, ако го приме, може да не одржи, да не сгрешиме, да не паднеме во грев. И тука, вели, се крие големата причина за менталната слабост и неспособност. Кога ќе се одвоите од Божјата реч и ќе почнете да се храните со списите на невдахновени луѓе, умот заостанува во развојот, зашто го губи допирот со длабоките и целопфатните начела на вечната вистина. Настанува застој, бидејќи се ограничува на постигнатото и поминливото, неговата сила се намалува и по известно време се спречува. Епа сега, бирате што ги читате. Секога тука е инспирирано слово и духот на пророштвото. Ние тоа го веруваме, како адвентисти на седмиот ден. Истиот Свети Дух, кој што ги инспирирал тие 40 написатели на словото, ја инспирирал и сестра Елен Вајт. Секако словото е на прво место. Тоа нема сомнеш. Исаија 55:11, убав стих. Вели, така словото што излегува од мојата уста не се враќа при мене без плод. Затоа што тоа има живот. И се зависи на каква почва ќе падне. И тоа самото слово не се враќа, вели, при мене, Господ, вели, без плод, туку го прави она што го сакав и ќе го изврши она заради кое го испратив.
Значи, Словото е моќно, меѓутоа зависи се од нашето срце или нашиот ум. Еден од стиховите, мислам да го спомна и Ивана во еден од цитатите, тоа беше Псалм 119:9. Како ќе го запази младиот човек чист својот пат? Чувајќи ги твоите зборови. Или Псалм 119:11. Во срцето го запази в твојот збор, за да не сгрешам против тебе. Видите, моќта на Словото, да не сочува, да не сгрешиме. Значи. Да ни помогне во искушение, затоа Исус цитирал, пишено е. И сега Словото покрај пат. Спомнав минатиот пат, малку меѓутоа реков ќе се поклопиме за да испадне како целина некако. Значи, Матеј 13:19, тоа е првата врста на почва, покрај пат, значи утапкано, тврдо. Што ќе се случи ако фрлите семе овде меѓу бехатонот, може ако падне измеѓу, па може и да никне нешто, меѓутоа еве на асфалтот. Или на земјен пат. Ке никне ли? Семето мора да дојде во доприв со почвата и со влага, ќе видиме подоцна. Кога некој го слуша Словото, значи Матеј 13:19, кога некој го слуша Словото за царството, а не го разбира, тогаш доаѓа лукавиот. Се малку и поопширено ќе видиме што е тоа не го разбира. Како тоа не го разбира? Интелектуално или во што е во прашање? Значи, кога некој го слуша Словото за царството, а не го разбира, тогаш доаѓа лукавиот и го граба тоа што е посеано во неговото срце, значи како птиците што доаѓаат и го колваат семето, тоа е, вели, што е посеано покрај патот. Семето посеано крај пат ја представува Божјата реч што паѓа врз срцата на невнимателните слушатели. Срцето кое е станало широка сообраќајница за телесни уживања, за гревовите и световните склоности, е слично на тврд разгазен пат, окупирана со себични цели и со грешни уживања, душата закоравела од измамливоста на гревот. И самиот грев е во состојба да ви го заслепи умот, да не може да разберете основно верување од Светото Писмо. И обичен стих. Не разбираат што слушаат. Значи не е во прашање интелектот, туку нешто друго. И сега ќе испратам да отворите во прво послание до Коринќаните 2 глава, да видиме Павле што кажува овде. Прво послание до Коринќаните 2 глава, интересни се овие негови размислувања, зборови овде. Најнапред во првата глава, 17 стих, мислам дека беше, кажува, вика, јас не дојдов да ви зборувам во мудрост, во човечка мудрост, за да не ја изгуби силата Христовиот крст. Сушност Евангелието, во превод. А сега овде вели во првиот стих, и јас кога дојдов при вас, браќа, иако учен, Павле неверојатно учен, не дојдов со висок говор или со мудрост за да го проповедам Божјото сведоштво. Зашто решив да не знам меѓу вас ништо друго освен Исуса Христа и тоа распнатил. И сега тука може да го додадеме на 17 стих, значи не сакал на некое високо ниво да им зборува за да не изгуби силата Христовиот крст. 4 стих од истата глава. И моето слово и мојата проповед не се состоеја во убедливи зборови на мудроста, туку во докажување на духот и силата. 5 стих. Та вашата вера да не биде основана на човечка мудрост, туку на Божјата сила. Денески во пуката видовме дека Евангелието е многу едноставна работа. Некојаш теолозите го услужнуваат, меѓутоа е многу едноставно за да се свати, а тоа е суштината, тоа е најважното. 13-14 стих од иста глава вели, па и тоа не го зборувавме со зборови научени од човечка мудрост, туку со зборови научени од Духот Свети, споредувајќи ги духовните работи со духовното. Многу битен момент. И 14 стих. А душевниот човек не го прима она што е од Божиот дух, зашто тоа е безумство за него и не може да сознае, зашто за тоа треба да расудува на духовен начин. Зашто некојаш Словото не се разбира. Не можеме да го разбереме, иако може би да е едноставно.
сме потонале во грев, можеби, како што вели овде. Иако овде можеби ќе рече некој станува збор за некој тамо на улица, луѓе, значи кои што се грешници, меѓутоа ако читате во 13 глава Матеј ќе видите кој е контекстот, на кого им зборува Исус таму. Изборува за израелците и вели имаат уши, а не слушаат. Имаат очи, а не гледаат. Значи, дошле во таква една состојба. Самите израелци, Божјата црква тогашна. Значи, да, се однесува и на тие таму, ама дали е можно и нашето срце да се стврдне до тоа ниво, да биде како еден разгазен пат и семето воопшто, значи, не доаѓа ни до фаза на ртање, воопшто не може да дојде. Надвор, површински паѓа и птиците доаѓаат, односно ѓаволот доаѓа, го собира и ништо, нема никаков ефект. Значи, луѓе со тврди срца. Лука 8:12. Ова е паралелен текст со параболата, што е спомната во Матеј 13. Лука 8:12. Оние крај патот, вели, тие чуле, потоа доаѓа ѓаволот и им го зема словото од нивните срца, за да не поверуваат и да не се спасат. Ѓаволот си врши својата работа. Како што Бог и Божите избраници и Божите слуги, така и ѓаволот од друга страна. Затоа што и тој го познава силата на Божјата реч. Како птиците што се брзи да го исколуваат семето што лежи крај пат, така и сатаната е подготвен да го собере од душата семето на божествената вистина. Тој се плаши дека Божјата реч ќе ги разбуди безгрижните и ќе влие врз сврднатите срца. И затоа веднаш го собира. И вели, доека Христос ја привлекува душата со својата љубов, сатаната се обидува вниманието на сите што се потикнати да го бараат Спасителот, да го одврати од него. Тој го купира умот со световни планови, буди критицизам или внесува сомневање и неверство. Зборовите што ги бира говорникот или начинот на неговиот говор, можеби не одговараат на вкусот на слушателите, па тие се задржуваат на овие слабости. И така вистината што им е необходна и што Бог милостиво им ја пратил, не остава никакво трајно влијание. Значи, го свртува вниманието, значи, затоа вели невнимателни слушатели. Нешто друго си мислат, потоа се свртуваат кон критицизам и така натаму. И вели, мнозина што го слушаат проповедањето на Божјата реч, истото во своите домови го критикуваат. Тука може би ќе се воздржат, ама дома го критикуваат. Тие проповеди ја оценуваат онака како што ги оценуваат зборовите на некој предавач или политичар. Веста што мора да ја сметаат за Божја порака упатена до нив, ја разгледуваат со несериозни и саркастични коментари. Ја порано бев сведок на вакви работи. Не битно каде и што. Пред овде, воопшто, да бидам. Често пати знаеше така со сарказам да се исмева говорникот. Значи, наместо да се задржиме на словото, да видиме што било кажано, која е пораката, што сме примиле, нешто сосема друго не го одзима вниманието, а несвесно може би дека се тоа ѓаволот го прави. Или опширно расправаат за карактерот на проповедникот, за неговите побуди и постапки и за однесувањето на другите верници во црквата. Ова е исто од Христови параболи, значи во контекст читам таа го коментира, значи, онаа семе кој што паѓа покрај патот, односно таквата почва. И сега имаме и примери за вакви луѓе, сеќаваме на Феликс и на Ирод Агрипа. Што кажува Феликс во Дела 24-25, Павле е повторно на сцена овде. И кога Дела 24-25, а потоа Дела 26-27, тука сме некаде, а кога зборуваше за праведноста, за воздржувањето и за идниот суд, Феликс се уплаши и одговори, ај оди си сега. И кога ќе најдам време, пак ќе те повикам. И тоа време никогаш не дојде. За жал. Некојаш може би ќе испуштиме некоја важна работа, ете така. Не дај Боже, ако зависиме само од проповедта во сабота, значи треба навистина да најдеме време дома, самите да
да се подсетиме повторно на оној цитат што го цитирав и во претходните пораки од онаа глава Библијата наша заштита од големата борба. Значи, последната голема криза ќе можат да ја издржат само оние кои што се цврсто втемелени на Библијата, на Словото. Денеска имавме дури и одсек, значи, како беше овој израз во пулката? Па да, втемелени, така некако беше, да, тоа се спомнуваше. Или вкоренети, сега кој зборуваме за семето, вкоренети, тоа длабоко вкоренети, со длабок корен. Некако она каменита почва, за која што ќе видиме сега. Агрипа 26-27, Ирод Агрипа, Павле повторно се обраќа и му вели, им веруваш ли царе Агрипа на пророците? Знам дека им веруваш. А Агрипа му рече на Павла, со малку ли сакаш да ме убедиш да станам христијанин, или во ревидираниот е подобро, вели, уште малку, па ќе ме убедеше да станам христијанин. Или што да кажеме за членовите на Синедрионот при каменувањето на Стефан. Знаете каква јака, силна проповед во 7 глава Дела апостолски одржал Стефан и ги погодил во срце. Таму при крајот не можеле да издржат. Кога го чуја тоа, Дела 7.54, вели, многу се налутија во своите срца и чкртаа со забите на него. И тогаш извикаа со силен глас и ги затнаа ушите, не сакаат ни да слушаат веќе, и се нафрлија еднодушно на него. Ето е таа почва. Каменита не доаѓа ни до ртење воопшто, нема никакви резултати. И жалосно е ако еден христијанин кој што ја запознал Божјата реч, значи спасоносната Божја реч и Евангелието, да дојде во една ваква состојба. И сега уште во преостанатиот дел да ја видиме каменитата почва, спомната во Матеј 13 глава 20 и 21. Вели, а посејаното на камените места е оној кој го слуша Словото и веднаш го прима со радост, значи овој сега е доста поразличен од првиот, меѓутоа што е сега работата? Но нема корен во себе. И привремене, и кога ќе, значи не е постојан, и кога ќе настане неволја или гонење заради Словото, веднаш се соблазнува и отпаѓа. И сега оваа почва, ќе видиме два проблема. Првим во Лука 8 глава 6 стих, значи паралелниот текст, го спомнува овде Лука едниот проблем. Лука 8.6 вели, друго пак падна на камен. Изникна, или камена почва, изникна и се исуши, зашто немаше влага. Нормално без влага. Ништо. Матеј 15.13, се извинувам, 5 и 6, значи сега одиме погоре, ги прочитав 20 и 21 стих, меѓутоа кај што ја кажува параболата, овие стихови 20-21 е објаснувањето на параболата, а во 5 и 6 еве што кажува Исус. Други паднаа на камените места каде немаше многу земја и набргу никна, зашто немаше длабока земја. Значи, бргу никнува, а кога изгреа сонцето, изгореа и бидејќи немаа корен, се исушија. Значи, плитко, испоте каменита почва. Само горе на површината, површинскиот дел има малку нешто да се зафати. Меѓутоа тоа е недоволно, има недоволна влага и нормално под влијание на сонцето и на други околности се суши. Значи, два проблеми, плитка земја и немање на влага. Вели, мнозина кои тврдат дека се религиозни, се вакви слушатели. Сега овие се веќе оние кои што тврдат дека се религиозни. Како што под тенкиот слој земја лежи карпа, така под почвата на нивните добри желби и копнежи се крие себичноста на нивното непреобратено срце. Тие уште не ја совладале својата себична љубов. Уште не ја увиделе прекумерната грешност на гревот и нивното срце уште не се понизило, натерано од свеста за вината на гревот. Овој вид луѓе можат лесно да бидат осведочени,
тие стануваат сјајни обратеници, како што некојаш ќе слушнете некаде, се крстиле оволку, се крстиле толку, но, вели, нивната религија е површна и веднаш после тоа при некој најмал проблем животен или било што, некоја неволја во нивниот живот, отпаѓаат. Значи, нема доволно длабок корен. Површни христијани, што би рекли. Површински, онака гледано, да, може би оставаат впечаток дека се добри, меѓутоа не се така под површината која би можеле да загребеме малку. Второ послание до Тимотеј 3:5, познат стих, сеќавате кога ги реди таму повторно Павле до Тимотеја, зошто времето на крајот, последните времења ќе бидат тешки, затоа што луѓето ќе станат такви и такви, но петиот стих вели навидум, сега ова е од динамичниот превод читам, ми се допаѓа некој што е превод, вели навидум ќе изгледаат побожни, но тие ќе ја одбиваат силата што може да ги направи на вистина побожни. Држете се понастрано од таквите луѓе. Значи, кога спомнавме за влагата, водата е слика и на Светиот Дух. Значи, немаат сила на Духот Свети. Тоа им недостасува. И навидум се побожни, но и немаат силата. И затоа и не може да се одржат без сила, од човечка сила. Сепак, вели, луѓето не отпаѓаат затоа што веднаш ја прифатиле речта или затоа што се радуваат за неа и со неа. Значи, се сеќавате, спомнавме во стихот дека радосно ја прифаќаат. И навистина радосна е душата што поверува во Христа. Тоа е секако така. Меѓутоа, оние што се опишани во оваа парабола, како луѓе кои веднаш ја прифатиле речта, не ја пресметале низината цена. Не проучиле за да видат што бара Божјата реч од нив. Тие не се соочиле со сите своји животни навики, ниту пак целосно и покорно се ставиле под низината власт. Повеќето од Христовите ученици читавме скоро. Што направиле? Еви и за Матеј скоро читавме, ако се сеќавате во копнежот. Цариник. Остави се и тргна. И добро беше и за Матеј, меѓутоа Јуда, кој што патем самиот му се наметна на Исуса. Што му вели Исус во Лука 9:58? Тоа се зборува кој што му ги упатил нему, значи на Јуда. Лука 9:58, Исус пак му рече, лисиците имаат легла и небесните птици гнезда, а човечкиот син нема каде да ја потпре главата. Многу луѓе имаат погрешни очекувања кои ќе дојдат во црква. Како беше па и он во искуството што го читавме, сакал да се збогати, сакал да стане богат, станувајќи член на црквата, ќе се збогатил. И не, значи не ја пресметуваат цената, значи не знаат, едноставно не ја сваќаат речта до крај. Што е тоа? Па и самите ученици на почетокот какви биле? Сосема погрешни очекувања, вклучувајќи и Јуда тука, он предначал во тоа. И знаеме како завршил Јуда. Значи, не ја пресметал цената како што треба. Матеј 13:21, но немаат корен во себе, значи нема корен во себе, привремени и кога ќе настане неволја или гонење заради словото, веднаш се соблазнува. Знаете, вистината никош не е била популарна, како што често пати велиме, и по правило секојаш се соочува со голема опозиција. И затоа, кога ќе запече сонцето, односно кога ќе дојдат прогонства, овие ваквите, пошто се плитки, привремени се сушат и отпаѓаат. Исус често предупредувал на вакво нешто. Ако читате таму, ќе видите дека спомнува дури и најголеми непријатели може да бидат и домашните. Значи, следењето на вистината и животот според Словото бара огромни жртви некојаш. И еве во параболи, Христови параболи, Елен Вајд спомнува вака. Мнози не го прифаќаат Евангелието за да ги одбегнат страдањата, наместо да се ослободат од гревот. Значи, мислат дека со тоа што ќе дојдат во црква и ќе им тргне нешто на добро, не знам. Се радуваат известно време,
зашто се надеваа дека религијата ќе ги ослободи од тешкотиите и неволите. Доека нивниот живот се одвива без тешкотии, може би изгледаат како доследни христијани. Но паѓаат на жешката проверка на искушенијата, а допрва доаѓаат тешки искушенија. Неделниот закон се спомна, нели? И пред оваа служба и Јани проповеда за тоа. Смртна казна, разни притисоци, нема да купуваме, нема да продаваме. Значи, доека нивниот живот се одвива без тешкоти, може би изгледаат како доследни христијани, но паѓаат на жешката проверка на искушенијата. Не се способни да поднесат укор заради Христа, па и овде го гледаме, може да го видиме и Јуда исто. Првиот укор што Исус му го упатил во собата, во домот на Симон Лепрозниот, и овој решава да иде да го предаде. Првиот, единствениот укор што го примил. Веројатно многу горделив. Кога Божјата реч ќе им укаже на некој омилен греф и кога од нив бара самооткажување или жртва, тие се чувствуваат навредени и се чини дека треба да вложат премногу големи напори за да создадат корените промена во својот живот. Гледаат на сегашните неугодности и неволи и ги забораваат вечните стварности. Слично на учениците што го напуштиле Исуса и тие се подготвени да кажат во Јован 6:60, што кажале? Тешка е оваа беседа кој може да ја слуша. Откако сватиле Исус тука, јасно им кажал дека не станува збор за некое земно царство, туку за духовно царство. И пропаднале нивните очекувања, значи, со тоа. И заминале, се откажале. Вистинската светост подразбира целосна преданост во службата на Бога. Тоа е услов за вистинско христијанско живење. Христос бара неограничено посветување, лична служба. Тој го бара срцето, умот, душата, силата. Не смее да се негува себичност. Оној што живее за себе не е христијанин. Значи, Бог не прифаќа поделена служба, тоа го зборувавме за Лаодикеецот, но во контекст на оваа почва, каменита почва наречена, и ова го спомнува Елен Вајт, значи поделена служба. И завршуваме со еден цитат исто од Христови параболи на 50-та страна. Никаква теорија на вистината, никакво тврдење за некакво учеништво или припадност на црква, ќе кажем јас, нема да спаси ниту една душа. Ние не му припаѓаме на Христа се доека не сме потполно негови. Половичноста во христијанскиот живот придонесува човекот да стане нерешителен во намерите и колеблив во желбите. За да бидеме вкоренити, втемелени, цврсти, тоа што треба целосно да се предадеме на Христа. Целосно да се предадеме на таа сила. Зашто видовме и денес, ние немаме сила самите од себе. Не можеме да се справиме со еден мал проблем во животот, а не па за повеќе. И ако денес паѓаме на некои помали испити, како ќе биде тогаш утре, кои ќе дојдат големите искушенија. Че половичноста во христијанскиот живот придонесува човекот да стане нерешителен во намерите и колеблив во желбите. Напорот, ако читаме Јаков, тој вели дека кој е така колеблив, оној кој што нема цврста вера, туку се сомнева. И е како морските бранови. Напорот да си служиме и себе си, и на Христа не прави слушатели на кои семето им паднало на каменлива почва и кои нема да се одржат кога ќе бидат ставени на проверка. Ајде, ова уште едно да го прочитам на крајот. Напорот да си служиме и себе си, и на Христа, тоа е невозможно, на двајца господари не можеме, никако на две столчиња, никако, но таквиот напор, таквиот живот не прави всушност слушатели на кои семето им паднало на каменлива почва и кои нема да се одржат кога ќе бидат ставени на проверка. И гледате ли, ако размислуваме за овој тип на почва, надворешно може да изгледа некој христијанин, меѓутоа времето ќе покаже дали е и кој е и каков е.
и дали е половичен или е навистина целосно Христов, така да идат времења кои што навистина ќе покажат кој е кој. Јас од неодамна не знам со кого разговарав и за жал меѓутоа тоа е така напишано и па дури и тоа што се гледа наоколу само покажува дека многу скоро адвентистите ќе паѓаат како крушки. Жалосно, меѓутоа затоа што веројатно за жал мнозина спаѓаат во оваа почва. Бидете сигурни дека ќе има ситуации, Господ, ја мислам дека ако сме искрени со самите себе во нашите лични животи, ние ги гледаме тие ситуации, кај што Господ не соочува некојаш со вистинското наше јас. Какви сме во суштина. Само не знам дали сме доволно понизни, дали доволно го прифаќаме тоа што Господ знае да ни го покаже, затоа што ако не се оправиме сега, тогаш во време на неволја нема што да очекуваме. Идат тешки времења и не можеме да се одржиме ако сме половични. Значи, пак ќе кажам, Светото писмо, гледате ли каква улога игра овде, тоа нераспадливо семе, тоа семе кој што има живот во себе, кој што може да ве оживее и може да ве одржи. Само оние кои што се длабоко втемелени на Светото писмо, значи на неговите науки, ќе можат да се одржат во последните кризи. Затоа, браќи и сестри, знам дека овој апел често пати Зоран го упатува, испаѓа сега преку ова серија на предавања, преку светилиштето, се зафатиме со лебот, нели, масата со лебовите, односно словото. Јас секоја сабота упатувам апел и повторно ќе упатам апел да најдеме време за словото. За се друго, ако има време, тоа за словото мора да има. Не заборавајте, уште еднаш видовме колку е моќно. Нормално со молитва, нормално со помош од Светиот Дух, затоа што Светиот Дух ја инспирирал таа реч, само тој може и да ни ја објасни. Никаква наша интелигенција нема да ни помогне, како што и читавме. И понастрана од други материјали, така да кажам, ја пак нема да кажам дека не било која книга од некој писател не е добра, меѓутоа сепак сето тоа треба да се филтрира преку Библијата и мора да најдеме начин и време сами на колена во молитва и проучување да дојдеме до вистината, а на секој искрен барател Господ ќе му ја открие. Тоа е ветено. Оној кој што бара, ќе добие, кој што чука, ќе му се отвори така натаму. Слава нека му е на Бога. Амин.